Добар ден на сите. Почитуван председател на владата на Република Македонија, господин Зоран Заев, почитувани колеги министри во владата на Република Македонија, почитуван директор на технолошко-индустријските развојни зони, господин Александар Младеновски, почитувани представници на турската стопанска комора МАТО, почитувани представници на турската амбасада во Република Македонија, а пред се почитуван собственик на компанијата Мурат Тичарет, господин Мурат Гора. Добро дојдовте во Република Македонија. Представува голема радост на владата секој ден кога се става камен темелник на некоја фабрика. Тоа е радост за сите нас, тоа е радост за владата, тоа е само искажување на поддршката која што владата има према странските инвеститори и секогаш ќе има. Вие сте една од многуте инвестиции, скоро исто на број колку што биле последните 6-7 години во Република Македонија, а сега само за една година по една транспарентна шема и по една транспарентна поддршка за сите компании во Република Македонија и домашни и странски. Ние како влада и понатаму ќе стоиме рамо до индустријата и до стопанството, поддржувајќи ги, заради тоа што така се гради економијата на една држава и така се гради благосостојбата на граѓаните на Република Македонија. Јас можам само да кажам неколку основни параметри за вашата компанија. Тоа е компанија основана 1969 година со над 2000 вработени, која што работи во повеќе држави и повеќе континенти, а денеска еве благодарни сме што ќе почне да работи во Република Македонија. Тие имаат над 2000 вработени, а во Македонија ќе имаат во прва фаза 300 вработени со инвестиција од 7 милиона евра со амбиции да тој број на вработени стигне 500. Турските компании се добродојдени во Република Македонија и ние сме благодарни што нивниот интерес е голем. Министерот Кјахил веќе тоа го потенцираше и она што сакам само да го кажам дека ова четврта инвестиција од Турција во Република Македонија во технолошко-индустријските развојни зони, а бројките се охрабрувачки. 400 милиона евра е прометот помеѓу Македонија и Република Турција во 2017 година, а само за првите 5 месеци во 2018 година во споредба со 17 година е пораснат за 12% и уште позначајно е што извозот од Република Македонија во Турција пораснат исто така за 12%. 250 милиона евра се вкупните инвестиции на Република Турција во Република Македонија. Тоа за нас е охрабрувачки чекор дека ние сме пријателски држави кои што ќе градат пријателски односи како во делот на политиката, така и во делот на економијата. Пред известно време 40 представници на медиумите од Турција беа присутни во Република Македонија и се надевам дека тие соодветно ја пренесоа добрата економска клима од Македонија на сите наши пријатели во Република Турција, пред се на стопанствениците. Се надевам дека тоа ќе помогне да многу турски компании бидат охрабрени и да дојдат во Република Македонија. ТИРС 2 и ТИРС 1 веќе стануваат мали. Скоро сите парцели се резервирани и владата размислува сериозно да ги прошири овие капацитети и да формира ТИРС 3, зашто оваа година беа детерминирани значителни средства во буџетот, а следната година тоа и ќе го продолжи. Јас во многу јазици можам да препознавам многу зборови, но во турскиот јазик има само еден збор кој што во другите јазици го нема. Тоа е зборот еснав. Тој збор во сите јазици што ги знам и препознавам не можам да му најдам соодветен превод. Тоа е збор кој што означува повеќе карактеристики на еден стопанственик во едно. Да биде чесен, да биде работлив, да биде посветен и тоа значи еснав. Јас на компанијата Мурат и посакувам да биде еснав во македонската економија, што сум длабоко убеден дека ќе го реализира и им посакувам многу профит, бидејќи профитот е тоа што ќе ги инспирира за следни инвестиции и ви посакувам многу бериќат. Ви благодарам на сите вас.